а сега да им посакам добро утро прво на мојата колешка Ирена, потоа на нашиот гостин кој што е доктор по општа медицина. Добро ви утро. Добро утро за доктор Милан Климкаров. Интересна тема, многу значајна, потребна и неопходна, особено во овој период, а тоа е како да безбедно да ја поминеме новогодишната ног. Претпоставам тука спаѓаме сите, и малите, и младите, и повозрастните, и претпоставам тука не зборуваме за настинки, туку повеќе за јадење и пиење, и тоа прекумерно. Така е, и пиротехника. А си сакаме и да си пивнеме, и да си къснеме кутрите. Да, и сето тоа мора да се пука гласно, нели? Ужас. Да, толку од мене, повелете со разговорот. Благодарам, Искра. Благодарам за убавата најава. Добро утро и до тебе. Еве, почитувани, ова утро и наредниве 20 на минути ќе зборуваме за она што ќе биде актуелно за веќе неколку дена. Веќе во вторник ќе си ја дочекаме 2025 година, а ќе зборуваме за тоа како да ги ублажиме последиците, неубавите влијанија од новогодишната ног, да не го претвориме тоа во нешто неубаво. Сепак прославувањето на новата година треба да ни остане во паметење на сите нас. Ќе зборуваме за тоа кои се последиците од прекумерно конзумирање алкохол, од користење пиротехника и од прекумерно јадење, прејадување, ајде да кажеме народски. Ова утро заедно со вас и со нас доктор Милан Климкаров, доктор по општа медицина, во моментот специјализант на општа хирургија, вработен во ургентниот центар на клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Милан, добро ви утро, вака официјално, добро ни дојдовте во утринската програма. Првото прашање е како што е нашата тема. Како безбедно да ја дочекаме новогодишната ноќ? Така, добро утро уште еднаш и вас и на вашите гледачи. Ви благодарам за поканата. Значи, се наоѓаме во една предновогодишна еуфорија и не очекуваат доста. И веќе се во тек прославите. Веќе се во тек прославите, што корпоративни, што веќе празнични кои што ни доаѓаат. Како што напоменавте уште во најавата, многу е битно како ние ќе се поставиме во овој период, односно какви ќе бидат нашите навики кон конзумирање на алкохол, кон конзумирање на храна, кон користење на пиротехники, управување со возила кон алкохол и така натаму. Значи, многу е битно сето тоа, вака, сублимирано, да биде умерено. Значи, умереноста ти ги превенира поголем дел од несаканите последици, да, и настани кои што се случуваат при претерување со сите овие работи што ги набројавме. Во друг случај постои ургентниот центар каде што пациентите ќе бидат згрижени со соодветно, така, според состојбата. Бидејќи сте работите во ургентниот центар, мислам дека сме гледале ние сите и по телевизиските серии, колку е тоа стресна работа, колку е одговорна работа. На секој доктор е одговорна, меѓутоа вашата е работа каде што баш самото име кажува нешто што е ургентно, што не може да чека. Сте биле дежурени за новогодишната ноќ. Со какви се, да кажам, последици се јавуваат пациентите кај вас? Зборуваме само од дочекот на новата година, ако се претера и во алкохол, и во јадење, па и со пиротехника, не де Боже, и со сообраќајни несреќи. Па и хронично болните, и хронично, така е. Исто така се доста засегнати. Ќе почнеме од нив. Значи, за една новогодишна ноќ, во моје искуство, можам да ги сублимирам дека имаме акутни влошувања на хронични состојби кај пациенти кои што се кардиоваскуларно засегнати, односно пациенти хронично болни од покачен крвен притисок, пациенти кои што имаат хроничен проблем со срцевата работа, дали се работи за аритмија и покачување или намалување на срцевата работа, фреквенција. Потоа, имаме пациенти кои што се респираторно засегнати, односно пациенти со хронично обструктивна белодробна болест, пациенти со астма, кои што ќе ги спомнеме дека престојуваат во задимени простории, во простории кои што се пуши, па доаѓаат со акутни состојби на влошување на дишењето, тежното дишење, недостаток на воздух, кардиоваскуларно болните пак се јавуваат со сериозни варијации во крвниот притисок, градна болка, која што е на вистина чест симптом во ургентниот центар и, како што кажав, и со нарушена срцева работа, односно аритмија, фреквенција покачена или намалена.
Тоа е околу хронично болните кои што доаѓаат. Зошто овие промени настануваат кај хронично болните? Така. Бидејќи се изложени се во простории каде што е задимено, каде што има многу народ, од прослава, доколку се дома претпоставувам, или може би возбуда дека нова година, како да го поврземе ова? Видете, околу кардиоваскуларната состојба повеќе е поврзана од навиките на јадење, на конзумирање на алкохол, односно невнимание и неумереност, кои што верувам дека препораките на кардиолозите кога ги обавуваат тивните контроли е да имаат еден хигиено-диететски режим, односно да внимаваат на исхраната, да имаат еден балансиран тип на исхрана, да имаат умерен или пак воопшто да немаат конзумирање на алкохол, затоа што тоа се непосредни фактори кои што ги нарушуваат нивните состојби. Да. Околу респираторно засегнатите пациенти, дефинитивно задимените просториите каде што се пуши, дали тоа се домашни услови, дали се тоа некои затворени простории надвор од дома, навистина може да влие сето тоа, ако е исто репетитивен настан, но се случува доста почесто од вообичаено и покрај дивната терапија. Тука постоиме ние, кога тие ќе ги почувствуваат сите тие потешкоти, кои што ги опишавме како градна болка за кардиоваскуларните, покачен притисок, неправилна срцева работа, потешкоти во дишење, ние постоиме како ургентен центар да ги згрижиме тие пациенти, да им ја дадеме потребната нега, па ако треба и да индицираме едно хоспитално третирање и лечење во нашата болница. Ке зборуваме она што е многу важно, тоа е превенцијата. Кога веќе го споменавте неколку пати ургентниот центар, да ни кажете како функционира ургентниот центар на Аџибадем Систина? Имате повеќе, зборувавме, мене ми објаснивте, ама убаво е да слушнат и гледачите. Така, значи ургентниот центар е една интегрирана структура во клиничката болница Аџибадем Систина, составена од неколку единици. Значи имаме собствена улица по која што ургентните пациенти се упатуваат до кај нас, каде што се пречекани од тим лекари, сестра, болничар, односно помошен медицински персонал. Зависно со состојбата на пациентот имаме сала за реанимација, односно таа е простор каде што се третирани пациенти со нарушени витални знаци и функции. Ќе ги наброиме кратко, значи губиток на свест или пореметување на свест, неправилна срцева работа, престанок на дишење или нарушен акт на дишење. Постојат амбуланти, каде што по пат на триежна скала пациентите се прегледуваат, се евалуираат и се индицира понатамошен тек на третирање, дали во дневна болница или во болнички услови. Сега, она што е многу важно и на кое што сакам да го ставиме нашиот акцент, тоа е превенцијата. Така. Како да кажавте умереност, ама кога е нова година, сите некако велат, па иде еднаш во годината, само тој ден е, и поготово младите луѓе, значи младите вие сте над 17 години тука, нели, таа популација веќе ја третирате во ургентниот центар. Значи тоа се тие кои што користат и пиротехника, наоѓаат свој начин како да ја набават. И ако не смеат да пијат алкохол, си наоѓаат начин како да набават и тоа во големи количини. Па и можеби премногу пушење, нели, кога се конзумира премногу цигари, никотин и никотинско труење, претпоставувам може да дојде. И прејадување, можеби кај помладата популација не толку прејадување колку ова што го споменав. Да, значи за жал неретка случка е тоа кое што ние се среќаваме. Дефинитивно фреквенцијата на тие случаи е почеста во предновогодишниот и новогодишниот период и божични празници, со тоа што тие се јавуваат кај нас со дали поматување на свеста. Ето, кои симптоми? Да, значи со најчесто нивната околина ги препознава тие симптоми, значи препознаваат едно неадекватно однесување, губиток на свест, односно појава на нозеа, односно гадење, повраќање, ексцесивно повраќање до, нели, толку профузно што може да доведе до губиток на свест, и тоа е веќе аларм, каде што нивната околина ги носи во каква таква состојба кај нас, каде што ние пристапуваме нормално кон нивна евалуација за понатамошен тек на лечењето,
дел во дневна болница, а може би и спрема тежината на состојбата и во хоспитален Да. престој. Да не се чека, така, да не се превзема нешто во домашни услови кога ќе се дојде до оваа ситуација, туку веднаш да се јават на доктор, тоа би било пораката. А превенцијата? Превенцијата? Како да бидат, еве, порака една до сите кои што не гледаат, како да се биде умеренете во тие ситуации, поготово до младата популација. Ако не гледаат тие сега, ако спијат, барем нивните родители, баби и дедовци... Да им пренесат нешто. Значи, првично многу е битно самата контрола. Да знаеме, сега ако збориме за малолетници, тука треба и родителска контрола, односно да внимаваат нивните деца што и како имаат пред себе за овие празници, со тоа што доколку збориме за полнолетни лица кои што ќе бидат изложени на прослави на алкохол, мора внимателно и мора во сериозно умерени количини да конзумираат. Значи, збориме за единици на алкохол кои што нема да влијат на нивната свест, нема да влијат на нивните рефлекси доколку управуваат со моторно возило. Сето претерување, односно надминување на тие алкохолни единици кои што тие ќе го почувствуваат како забавеност, како појава на мачнина, појава на повраќање, тоа се само индикатори на организмот кои што кажуваат да се престане со тоа. А што е со пиротехниката? Исто така сериозен проблем кој што знае од најминорни оштетувања па се до едни катастрофални за цел последици, живот. Не дај Боже, до губење на прсти, шака, така, мислам, да. Предпоставувам се среќавате со вакви ситуации, да. За жал, пиротехниката е доста користена кај нас, наистина. Иако е забранета. Наоѓаат начин и помлади и постари. Што е најтрагично, и родителите им купуваат на децата и им покажуваат како да се користат петардите или оние сите останати така, кои што ние не знаеме дали се тие технички исправни средства и со изложување на деца и со изложување на било кој на такви средства, ние ги ставаме во ризик да останат без дел од некој екстремитет, да имаат сериозни изгореници во некој дел од телото и да имаат, например, се случува и повреда на очи од самата експлозија до траен инвалидитет, односно слепило. Да, страшно. За жал. Да го споменеме уште преадувањето, бидејќи сега сме еве и во тек се пред Божикните пости. Така. Што потоа или како правилно да се почне да се конзумира храната, да не дојде до последици, доколку би дошло, кои последици се од преадување? Така. Во тек сме на Божичните пости, верниците навистина се на еден сериозен режим, каде што после тоа доаѓа Божиќ, каде што не асоцира на помрсна трпеза, покалорична трпеза. Многу е битно и тоа пак ќе напоменам да биде умерено. Значи да бидат едни помали, па и почести нека бидат, али помали оброци каде што полека ќе го навикнуваат организмот на тој калориски суфицит во тој момент, затоа што тие биле на еден сериозен пост без премногу масти. И многу е битно нивната конзумација на храна да биде умерена, значи во мали оброци, а почести во текот на денот. Доколку не се придржуваат до тоа, големи се можностите да развијат акутен гастрит. Кои се симптомите на преадување? Гастритис, подуеност, пациенти кои што имаат веќе проблем со билијарниот систем, тука станува збор за жолчка, камен во жолчка, панкреатит. Значи сите тие претерувања може да доведат до нивна активација, односно гастритис со печење, жарење во горниот дел од абдоменот, може да доведат до акутен холецистит, односно акутно воспалување на жолчката. Исто така може да доведат и до акутно воспалување на самиот панкреас. Тоа се симптоми што пациентите ќе ги осетат од типот на повраќање, мачнина, па болка, жаречка болка, која што знае и да мигрира и кон грб и така натаму. И тоа се тука веќе моменти каде што пациентите бараат помош кај нас. По претходна евалуација со лабораториски анализи ги диагностицираме и потоа ги
третираме во нашата болница. Тука се некаде симптомите, значи не е добро ни да се претера со алкохол, ни со храна, пиротехника. Да споменеме ли и наркотици, бидејќи и тогаш се користат поготово младите? За жал, Да, ќе кажеме. за жал постојат и тие средства, но сега нели секогаш тие знаат и да го зацкријат тој момент и да не знаеме ние. Кога ќе дојдат кај вас да не се многу искрени па да ви кажат дека Апсолутно, може би алкохол, а не станува збор за... со некои индиректни знаци ние можеме да поставиме сомнение дека може би се работи за некакво такво дејство, па потоа соодветно и го третираме и го пријавуваме каде што треба. За да не дојде значи до сето ова, до користење на прекумерно користење алкохол, прејадување, пиротехника, не де Боже, сообраќање несреќи од сето тоа, ги спомнавме нели и наркотиците како дел од сето тоа што оди една прослава, за жал ке кажеме, тоа е сега така поготово помеѓу младите. Уште еднаш порака до сите кои што не следат, а има кои што не следат во голем број, пред се до родителите и бабите и дедовците, да се ги заштитиме децата. Да. Бидејќи ајде ние ќе кажеме сме возрастни колку толку можеме да се контролираме, ама кај децата е малку подруго, за да бидат супериорни во друштво, за да ете ако некој тоа прави, па зошто да не го проба да не пробам и јас. Да се наментат во некоја така да не си ја микросредина. уништат и самите новогодишната вечер, а и на родителите, да се прослави сепак достоинствено. Една порака вака за крај до сите кои што не следат. Значи, нашата порака, сумирано од сето ова што го кажавме, е умереноста и ако контрола, збориме, ако и може контрола, да се контролираме. да, отпред се една родителска контрола и една самосвест и одговорност од сите помлади лица и од сите возрастни лица, значи одговорност за да бидат свесни дека трајните последици од пиротехниката и од алкохолот и од сите останати работи знаат да бидат и фатални и знаат да донесат трајен инвалидитет со кој што не би сакале да се соочиме и да не биде предизвик низ текот на животот. Така да. Доктор Милан, ви благодарам за разговорот. Ке ве ослободиме сега, бидејќи ве чекаат пациентите на вашето работно место во ургентниот центар. Ке ви посакам мирна новогодишна ноќ, да немате работа за новогодишната ноќ, да можете и вие мирно да си ја прославите и се надевам ке има повторна можност да ни гостувате овде во утринската програма. Се надевам дека ви беше пријатно. Апсолутно, да, ви благодарам на поканата. И среќни празници. Среќни празници, Ева. Ви благодарам и јас на двајцата.